На реклама 5 објавив оглас за продажба на еден кревет. Другиот ден ми се јавува на Вибер една Малики, така се презиваше, и го побара да го купи креветот. Нема проблем, ќе се договориме, не можам да дојдам, јас сум од Крушево, ако може преку карго, јас ти уплатам пари и од кој ќе ги уплатам парите, ќе ви се јави доставувачот. Добро, нема проблем. Толку бе уверливи, имаше и телефонски оператор, односно со пишење, операторка, некоја си, која ми ги објасна чекорите, а тај од Крушево ми пушти мене линк, го отворив. Внесов податоци од картичка, внесов ЦВВ, што е тоа од позади. Сите можни податоци ги внесив. Седев пред поштата, бев излезена на пауза, за да можам да си ги земам тие 3.500 беа во прашање. Ги праша помеѓу време како може јас куфам да имам пари на картичката 12.000, не ми беше објаснато. А кој ви го даде тој услов дека треба да имате пари на картичката за да може да ви биде платено за каучот? Мене ми го даде така наречената операторка. Кога пробав после тоа, не постоеше на линко ништо, чекав еден сат, ме малтретираја, нешто не е во ред, почекајте уште еден SMS под ќе ви стигне на телефон. Јас ги убедвам дека се е во ред и мене дојде преку глава, отидов во Комерцијална банка, одам на шалтер, имам вака и вака работата и шалтерски службеник ми вели, пази се, превара е, давај лична карта, ми дали ти се тука парите. Мене вика вчера истото ми се случи. Значи ги ловат луѓето што се по, да речем, по реклама 5 на Пазар 3 и ги лажат луѓето. Вчера му се јавија на една пријателка, барем на една му помогнав, пријателка на мојата золба. Му се јавиле со име, со презиме, со адреса. Ви стигнаја 100 златни штрафо или нешто, не знам што. Таму рекла, извинете, ама јас немам нарачено таква работа. И од кога го прочита мојот пост, му го затворила телефонот. Значи, харат низ Македонија. Значи, харат. А телефонскиот број е странски. Од Германија, а пишеше и други луѓе што покушале да ги излажат. Нормално тие што ги излагаја не напишаја дека и од грчки броеви се јавувале. И дека имало и од Гевгелија и во Скопје. Значи новата измама во Македонија е ова, следната. Гледат на реклама 5 тој што продава и од кога ќе ги внесам парите, ќе ми ги земат, демек ќе ме контактира курир. А исто така колешка моја пред 3-4 месеци продаваше количка, исто му рекла на DHL, преку DHL, да внесиш исто 12.000. Значи, тие пари се бараат за да воопшто може да ја испратите количката или каучот? За да можам да го испратам каучот, односно, да ми се преведат парите, значи, од кој ќе увидат тие колку пари имам. Јас имам само 7 денари да картичката. И јас будала испаднав, повервав. Ни на памет не ми падна дека може да ја превара. Значи, да внесиш пари, ојдов и внесов. Внесив пари. И чекам, пред поштата близко беше Комерцијална банка. И еве што се случи. Отидов, си ги зедов парите и куртулив. Го објавив на Фејсбук, доживеев увреди, ти глупа, како можеш ова да го направиш, гледате дека е превара. Верувајте, значи, толку се софистицирани што нема ни да ги сетите. Кога мене успеа да ме излажат, што ми ги двете 4, тогаш ќе го излажат и секој. Ова мора да се објави. Затоа што тие харат низ Македонија и со странски броеви. Има многу работа, јас сум од Крушево и не можам да дојдам. Истиот патерн се повторува. Да, истата шема, истите муабети, се. За да мора да го пратите каучот по некој сервис за достава. Карго експрес. Наведете Карго експрес, го употребуваат.
И потоа ви се Покушав. испраќа линк во кој што е злоупотребен брендот и логото на Cargo Express, така? Се исто, се исто. Личи дека е исто, меѓутоа не е. Исто, не е. И покушав да се јавам во Cargo Express, никој не крева, никако. И што да направам, друго го објавив на Facebook. На Facebook доживав и увреди дека сум била глупа, како сум можела да наседнам и сите други работи. И го избрисав постот јас и реков, тоа е од мене тоа. И затоа ве побарав вас за да можете да го сето да го напишите и да ги предупредите граѓаните на Македонија дека низ Македонија хара нова превара. Како изгледаше таа комуникација со наводниот лажен контакт центар? Многу културно. Момент почекајте, еднаш ми напиша, момент почекајте, имаме проблем со системот. Му напишав, јас сум сат време тука. Јас сум излезена на пауза. Немам јас отфазла време за да се расправам со вас. Или пуштете ги парите, или јас ќе откажам на рачката. Многу уверливи. Ма културно, ма почекајте, еден код, уште еден ќе ви дојде на СМС, ма каков код, каков СМС, ништо не пристигнуваше. Дури работат тие, дури го работат нештото. Ова беше телефонска комуникација или пишана? Ми пишат Аја Малики. На телефон се слушате или ви пишуваат во пораки? Не се слушнавме ништо, само пишување. Само пишување. И то јас пишам поќе отколку таа што пишува. И истото го таа ги покаже на Facebook и друга слика. Истиот број. И никако јавување. Например, онлайн вчера ја гледаш. Јас ќе му напишам нешто, нема одговор. Му пишам дека креветот е нов, дека јогата е нова. Не интересира неа. Или него, било кој. И на крај ги увредив. Воопшто немаше никакво испраќање на каучот во реалноста. Не. Ловат на реклама 5